Разликувањето на домашните од увозните производи од сега ќе биде едноставно. Јаболката, доматите, компирите, сливите, црешите, лубениците и се што е произведено на македонските ниви ќе биде со јасна ознака на полиците во маркетите. Преку новата кампања Македонско најдобро, наша традиција, наша гордост, владата има за цел да ја подигне свеста кај граѓаните да избираат домашни производи. Секое купување од локално производство е чин на економски патриотизам, а земјоделците ќе бидат стимулирани да произведуваат повеќе и квалитетни производи. Надлежното министерство сака преку платформата македонсконајдобро.мк да ги поврзе земјоделците со потрошувачите. Со купувањето на домашни производи го помагаме фармерот, нашиот земјоделец, отвараме нови работни места, ги помагаме сите оние преработувачки капацитети кои што работат преработка на земјоделски производи и нормално ја помагаме нашата економија, бидејќи со купувањето на домашните производи парите остануваат во нашата држава. Мнозинството граѓани даваат висока оценка за кампањата за купување македонски производи. Очекуваат дека на подол крок таа ќе има резултати во намалувањето на цените. Акцијата е добра и така треба да биде. Прво нашите производи, па после од увоз. Па секако да. Така да. Во предност секогаш домашните производи. Ја мислам дека народот и така купува македонски производи. На времето што дека беше во Југославија словенците купуваа само словенско, така? Сега македонците купуваат само македонски. Ќе има ефект. Ми се допаѓа, многу симпатичен, многу професионална, ако така испадне. Ако испадне обратно како што командуваат трговците, тоа не е добро вет. Како што вика владата, така треба да биде. Секој пат купувам. Само македонски. Но освен зголемување на конкурентноста и намалувањето на цените, очекувањата се дека на пазарите ќе се нудат и квалитетни производи, кои не само домашниот пазар, туку ќе го освојуваат и странскиот и ќе се зголеми извозот. Ние како министерство изминативе месеци работевме да секој еден земјоделски производ кој што иде за извоз од нашата држава добие една прифатлива цена која што ќе значи стимул на земјоделците да произведуваат повеќе. Во ситуација која ќе го подигнеме квалитетот, односно и квантитетот на производство, ќе можеме да размислуваме веќе за намалување цените, бидејќи сега знаете, согласно намалувањето на количините кои што се произведуваат, нормално дека цената ќе биде многу повисока. Означувањето на македонските производи засега не е задолжителна обврска, туку трговците тоа го прават доброволно. Според министерот Трипуновски, големите ланци маркети се приклучиле на кампањата и очекува поддршка и од помалите трговци. Домашното да стане избор на мнозинството не е само стратегија на македонската влада. Слична кампања има и во Британија, наречена Buy British, во Данска Choose Danish, како и Хрватска Купујемо хрватско.